Се согласувам да погледнеме реалноста и каква реалност наследува идната влада низ призмата на извештајот на Европската комисија. Јас го имам прегледот на просечните оценки од првиот момент кога Македонија добива оцена до последната година мандатот на Социјалдемократскиот сојуз. Најниските оцени за напредокот на Македонија се добиени токму во времето на владењето на Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ. Погледнете го графиконот. Пола ваш мандат 2021, 2022 и 2023 Македонија добива најниски оцени 1,52. Највисоките оцени, од друга страна, се токму во поранешната влада на ВМРО-ДПМН, каде што ги имаме дури 2,53 токму во 2011 година. Од друга страна, доколку отиваме во она што сега се вели темели, кластерот темели, поглавието кое што се однесува на правосудство и фундаментални права, токму во времето на СДСМ и ДУИ, Европската комисија забележува дека нема напредок. Прв пат во историјата се случува Европската комисија да даде нула. Не еден кома нешто, нула. За разлика од тоа, вие дури имате и поголема оцена од, како велевте, заробената држава која што ја рушевте, односно дури 2, токму во 2013 година. И во делот на собранието, колега Трајчуловски, собранието овдака во изминатиот мандат соучаше на злоупотреба на процедурите, деловникот и на се што оваа влада сакаше да го сокрие под привезот на европската интеграција, стави европско знаменце. До толку повеќе, состојбата кулминираше кога се случи инцидентот баш во Комисијата за европски прашања. Има јасна разлика. Ќе се согласите, имате страна која што е подготвена да се посвети на реформите кои што се неопходни за придвижување на процесот, имате страна која што не донесе во една навистина сериозна блокада. Ви благодарам.